Može da veruva, bo seći race i dninata ne se ostava. Во времења тешки живееме, но време за губење немаме. Овој пат, драги земјоделци и драги жители на Ново село, дојден сум да ја побарам вашата поддршка за најголемиот пријател и поддржуваш на земјоделците, за Зоран Ставровски, носителот на листа во изборна единица 4 и за сите останати кандидати за пратеници во изборната листа на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани пријатели, во изминатиот период без исклучок помагавме на сите граѓани, и на младите, и на пензионерите, но на моје особено задоволство и на земјоделците. Најголемата заслуга за исплатата на овие средства ја има токму начинот Зоран Ставровски. Ќе повторам уште еднаш. Со нас сте на сигурно, затоа што е проверено, затоа што во новата програма ви нудиме 2046 проекти, затоа што ви нудиме нови можности во земјоделството. Само на кратко ќе се осврнам, ќе го намалиме данокот ДДВ-то за сточната храна и адитивите од 18 на 5%. За ова имавме најголемо разбирање од нашиот потпредседател, министар за финансии и носител на листа, господин Зоран Ставровски. Ви благодарам за можноста денеска да се обратам на овој народен собир и ви благодарам на вас, почитувани, што сте денеска овде. И јас, како и вие, ја следам оваа предизборна кампања и да ви кажам искрено, се сложувам со доста од пораките опатени од сите кандидати. Гледам, се упатуваат пораки за подобар живот во Македонија, пораки за борба против криминалот, но на крај не можам а да не се сетам на еден факт. Секогаш кога полицијата се врши својата работа, СДСМ протестира пред судовите. Секогаш кога судството е на пат да ја врши својата работа, СДСМ аболицира. Одеднаш, колку човек и да сака да му поверува на некого и на ваквите изјави, едноставно е невозможно и сега ќе граделе посреќна Македонија. Овие единствено би го направиле овој народ среќен, ако еднаш за секогаш исчезнат од македонската политика. Почитувани пријатели, дојде време кога политичарите почнаа да работат, а не да мудруваат. Дојде време кога на изборите се гласа за резултатите, а не за предизборни видувања. После неколку уништени генерации во Република Македонија, од мртва точка се помрднаа месечните примања на граѓаните, се помрднаа и одат напред, затоа што и македонската економија оди напред, а македонската економија оди напред поради човекот во првиот ред, поради господинот Зоран Ставровски. Единствен идентитет Македонија со окрената глава. Јас сакам да искористам оваа прилика да им се обратам и на оние кои се уште го поддржуваат СДСМ. Сакам само да ви кажам, не да ги убедувам, туку пријателски да ги советувам. Во еднината која планираат Зоран Заев, Радмила Шекеринска и Пендаровски, има место само за неколку привилегирани луѓе околу нив, кои ги штитаат нивните интереси за остварување на високи профити. Тамо нема иднина за нас и за нашите деца. Дали ви е добра идејата да тргнувате на патување со бродот кој со сигурност ќе потоне? Затоа што СДСМ е тоа. СДСМ е бродот кој тоне, а чанци за спасување може да си дозволат само оние кои имаат направено милиони.
приклучете се кон граѓанството на Република Македонија и да возможиме напредокот да се одвива без пречки. Ние сите ќе гласаме за најмалку 63 пратеници во Македонското собрание, за што ќе гласате и вие. Јас на престојните избори ќе гласам за Ѓорѓе Иванов, за реден број 1, а на 27 за него и за луѓето со конкретна понуда, за луѓето со визија, за луѓето со проверени постигнувања. Ќе гласам за Зоран Ставревски. Ќе гласам за Васил Пишев, за Силвана Бонева, за Дејачев Тимо. Ќе гласам за Ломио Тренов. Ќе гласам за Славе Косев. Ќе гласам за проверени лица, затоа што јас направив разлика. Да живее општина Ново село, да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија. Добар ден, победничко Ново село! Добар ден за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Драги мои пријатели од Ново село, секаде во Македонија се чувствува кој ќе победи и секаде се чувствува духот и силата на ВМРО ДПМН. Ама нема подобро место да ти се наполни душата од тоа кога ќе дојдам во Ново село. Тука срцето на ВМРО ДПМН чука најсилно. И да знаете, тоа што Ново село го прави за ВМРО и за државата, го почитуваме, го цениме, го вреднуваме. И ние затоа посветивме толку многу внимание на Ново село во нашата нова програма. Сите средби со вас што ги имавме, сите разговори што ги имавме, се што од нас побаравте, настојувавме се што е реално и што можеме да го ветиме и да го исполниме. Довербата се гради со дела, довербата не се гради со празни зборови. Направете разлика кога некој политичар доаѓа и ви бара слепа послушност, ништо не направил претходно, а ви ветува се и се што. Тоа е нашата опозиција, политичките конкуренти. За разлика од нив, ние доаѓаме да ја побараме довербата заради нашите дела. Ние сме направиле претходно и затоа имаме право да ветиме дека ќе направиме. Довербата се базира и на тоа да можеш да се подпреш на некого. Нели, во животот ако имаш пријател, треба да знаеш дека е стабилен, дека е проверен, дека си го проверил кога ти било тешко да ти биде пријател. Не кога ти е лесно, кога ти е лесно сите сакаат да се со тебе или кога ти е убаво. Кога беше тешко, кога држави од типот на Италија, Шпанија, Португалија, Ирска, многу посилни држави од нас, да не ја спомнувам соседна Грција, клекнаа на колена. Ние ја извлековме македонската економија, ние никогаш не рековме нема пари за пензионерите и нема за земјоделците. Тие ги добива и пензиите, и субвенциите, како ни една друга земја во Европа. И затоа ние кога ќе ветиме, нашиот збор вреди, нашиот збор е гаранција. Сето она што е ставено во програмата за 2014-2018 година, ние добро сме одмериле дали можеме да го направиме и затоа сме решиле да го ставиме во програмата. И во минатиот период дававме силна подршка за Ново село, но со оваа програма, со новата програма на ВМРО ДПМН, Ново село ја добива најголемата подршка во овие 23 години во Република Македонија, во независна Република Македонија. И тоа не е случајно. Тоа е дело на овие прекрасни луѓе што пред мене зборуваа. Тоа е дело на Ромео Тренов, тоа е дело на Силвана Бонева, тоа е дело на Блажо Велков, на Славе Гочев и Васе Пишев. Тоа е дело на целата влада на ВМРО ДПМН, затоа што луѓето овдека заслужуваат. Затоа, почитувани жители на Ново село, размислете што има во нашата програма да го подобри вашиот живот
и кои луѓе ќе ја спроведат таа програма. И размислете на другата страна што има, кои луѓе ќе ја спроведуваат нивната програма во која што еднаш не е спомнато Ново село. Во нивната листа на пратеници каде што нема представник од Ново село. Како ние го вреднуваме Ново село, покажуваат проектите во програмата, покажуваат тоа што Ромео Тренов е на добитничко место во нашата листа на пратеници. Тој ќе ја представува Ново село и тој ќе се бори понатаму за Ново село. Затоа на 13 април да излеземе масовно како што секогаш Ново село знаело тоа да го направи. За уште една добра нова победа за председател Ѓорѓе Иванов да гласаме да биде и понатаму председател на државата. И на 27 април да гласаме за најдобриот политичар во Република Македонија во овие 23 години, Никола Груевски, да ја води нашата држава и владата во следните 4 години. За напред да оди Ново село, за напред да оди Република Македонија, за да ни е вечна Македонија и да сте здрави живи сите. За победа!